Енергетската криза и зголемувањето на цената на струјата беа темите со кои започнаа пратеничките прашања на денешната собраниска седница. Председателот на СДСМ, кој е пратеник Венко Филипче, го праша премиерот зошто поречиси 2 години владење не е направено ништо за заекнување на енергетскиот сектор за производство на струја, зошто не се произведува со максимални капацитети, поради што сега увезуваме скапа струја и прогласуваме кризна состојба. Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, кој што ќе повлече и други поскапувања, разна цените, кои што видовме во периодот сега никако и ништо не направивте да ги исконтролирате. Ова прашање, господине Филипче, може би најдобро ќе ви го одговори новиот член на вашиот извршен комитет, господинот Бислимовски, кој што е брат на председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Регулаторната комисија по закон, по устав е независно тело. Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Сега околу енергетските капацитети. Изминативе година и половина. Повеќе од 50 луѓе кои што го уништувале тоа кое што е оставено од претходната влада на ВМРО ДПМН, односно од времето кога јас бев директор на тогашното ЕЛЕМ, се или под истрага, или се водат судски процеси. А поранешниот директор, висок поранешен функционер на СДСМ, е во бегство. Ако во нашиот период на владење, со огромна криза, кога цената на струјата беше 5 или 6 пати поскапа, се успеа да се исконтролира. Наместо сега да поевтини, ако сте имале толку капацитет да го менаџирате системот, сте требали во вие изминати година и пол да го направите тоа. Да сега граѓаните да немаат дополнителен трошок на сметките за струја. Нема оправдување, не знам како не разбирате. Овој пристап, овие спинови, ама вие сте криви, ама има обвинети, не поминуваат. Ако има криминалци обвинети, нека се одговараат. Вие треба да си ја фатите работата. Загриженоста за поскапувањето на струјата и прогласувањето кризна состојба за мазут ја покрена и пратеничката од Европскиот фронт Рина Айдари, која ја праша министерката за енергетика што правеле цело лето за да не дојде до ваква состојба. Ситуата по трегон се ġadverës shteti nuk ka bërë përgatitje për dhe nuk e ka parashikuar as pak se do të vijë një ditë ku qytetarët do të ballafaqohen me krizë të tillë, po edhe shteti. Përse të gjendemi në një situatë të tillë kur mazutin për cilin po diskutoni dhe po keni shndruar në objekt diskutimi në opinion, keni mundur ta siguroni me kohë dhe të përgatiteni ashtu siç i ka hije një shteti të mirëfillt. Прашавте што правевме летоска. Никој не беше видовит дека земјоделците во Грција ќе штрекуваат со денови. Баш сега, инаку АД ЕСМ, кој е под влада, акционерско друштво, значи Министерството нема надлежности на АД ЕСМ, си ги има спроведено набавките по планот на набавки, меѓутоа како одговорни, ние воведуваме криза и тоа е 7 дена, што значи дека како одговорна влада, ние без надомес ќе ги дадеме резервите на мазут. Контраодговорот што Божиновска го доби од Ајдари беше дека е скандалозно на граѓаните да им се каже дека кризата доаѓа поради неможноста да се обезбеди мазут, кога оваа влада формираше посебно Министерство за енергетика, кое не успеало да изготви план за справување со кризата.